Шкода гордо се пофали дека од 2009 година, кога беше лансиран Yeti, досега има произведено 4 милиони кросовери. Моментално глобалната понуда на чешката марка се состои од 7 модели кои зафаќаат 55% од вкупната продажба. Кумулативно, најуспешен е Кодиак, кој има освоено 1.077.000 купувачи, додека Карот стигна до 917.000. Не заостануваат многу ни Камик со 790.000 и Yeti, за кој се определија 685.000 луѓе. Значајно е и што електричниот Ениак во стандардната и купе изведбата стигна скоро до половина од таа бројка, додека помалиот Elroq, лансиран лани, може да се пофали со 71.000 продажба. Покрај во Чешка, Шкода своите кросовери ги произведува уште во Индија, Украина, Виетнам и Казахстан. Малку познато е дека првиот теренец од оваа марка датира од 1966 година и тоа по иницијатива на увозникот на Шкода во Нов Зеланд. Согледувајќи ги потребите на пазарот, тој го има направено на шасијата на тогашната Октавија. Наречен Трека, бил замислен и изведен како робусно возило со ниски трошоци за одржување, наменето за секојдневните потреби на локалните фармери и трговци. Моторот има останато оригиналниот, 1,2 литарски со 47 коњски сили, исто и погонот на задните тркала. Додаден е уште самоблокирачки диференцијал. 4-степениот синхронизиран менувач бил доволен за теренските предизвици и максимална брзина од 110 км на час. За потрошувачката од 11 литри на 100 км, тогаш се сметало дека е скромна. Се има произведувано 6 години, за кои се направени скоро 3000 примероци во повеќе каросериски изведби, од пикап до верзија со 8 седишта. Покрај во Нов Зеланд се има продавано и во Австралија, Фиџи, Самоа и Виетнам.